Здраво, стрелци, ова ќе бидат вашите тарот пораки за месец март. Ајде да видиме што има тарота да каже за вас стрелците и месец март. И првото нешто кое го гледам овде е дека некои стрелци, некои од вас кои не знаете како ќе направите некоја работа, што е таа работа, не знам, вие знаете, како ќе го изведете сето тоа, немате представа, затоа што во овој момент вие нити имате како, нити знаете како, нити знаете со кого, нити знаете ништо. Немате представа како ова треба да го изведете и како ќе го изведете. И со сите вас ова е порака дека воопшто не треба да се грижите затоа што ова ќе биде изведено на најдобриот можен начин што постои. Сега, како ќе се изведе, и јас не знам, оно што знам е дека ќе се случи нешто. Сега, дали таа помош доаѓа од страна или во вас нешто ќе се роди, некоја идеја, некој момент која треба да реагирате, да действувате и да направите нешто или да кажете нешто, затоа што не знам, за сите ќе биде различно и за сите вас е различно ова. И пак ќе кажам, не знам дали ќе се роди во вас или доаѓа од надвор некоја помош во врска со таа работа што ве мачи, ова ќе биде остварено, изведено во март на најдобриот можен начин. Значи, од таа ваша несигурност и неодлучност како да се направи, од нигде никаде, одеднаш, неочекувано ќе се случи нешто и вие сето тоа ќе може да го направите најдобро што можете. Некои други стрелци, посебно жените стрелци, во март месец ќе бидете, ќе зрачите со некоја убава енергија, со некоја харизма, со некој секс апил, со нешто вие ќе зрачите. Ќе им зрачите некако на другите луѓе, особено машкиот пол, и многу од нив ќе не може да се воздржат, а да не го искоментираат тоа, да не ви придат. А јас гледам дека многу од нив и нема ни да знаат како да го направат тоа, како да ви придат, затоа што не само што зрачите со некаква убавина и убава енергија и харизма, туку зрачите со некаква сигурност, со некаков авторитет, и многу од нив ќе бидат плашливи дали ќе го искористат вистинскиот метод или ќе се плашат да не погрешат, да не направат нешто спротивно, да не се налутите или да не се навредите. Значи, луѓето, сакам да кажам дека луѓето околу вас ќе бидат доста несигурни, затоа што ќе зрачете вие, некако ќе ги правите нив да се чувствуваат несигурни. Следната порака за стрелците е ситуација во месец март, која ќе се случи во 3 ден време од март, ако веќе и за некој од вас не се не случила. И тоа е една ситуација каде некој од вас стрелците ќе се обвинувате, ќе се прекорувате, ќе се замерувате, многу, а јас мислам дури и премногу и повеќе од колку што е потребно. И сето ова се случува заради тоа што вие мислите дека не сте направиле доволно за некоја работа. За некоја работа или за некој човек од вашиот живот. Мислам дека многу стрелци, вие кои, еве да речеме, родителите не се помеѓу вас, дедо, баба, не мора да се родителите, да повозрасните, вие се обвинувате себе си дали доволно направивте за да им го подобрите животот. Многу од вас гледам дека вие се грижите дали доволно не мора да значи за во врска со здравието. Иако и тоа не го исклучуваме, можеби имале некакви потешкоти со здравието и вие се плашите дали доволно направите се, дали ги исконтактиравте сите можни доктори, дали ги проверивте сите можни опции, дали случајно требаше да потрошите повеќе пари за да им го подобрите животот. Било што и да е од ова, јас гледам ќе се обвинувате себе си и некој од вас ќе мислите
ќе се чувствувате дека не сте направиле доволно или не сте потрошиле доволно пари за нешто, некој или некоја работа. Не мора да значи дека е лично за многу од вас, ќе биде нешто сосема друго, дали во некоја работа, нешто што сте го работеле, сте го правеле и сега не е тоа така како што сте го замислувале и се обвинувате вие дали доволно направивте нешто, дали доволно финансиски го подкрепивте нештото. Некои од вас пак гледам евоцирате спомени од минатото со вашите деца и многу жалите и се каете зошто повеќе не сте вложиле финансиски во врска со нешто за вашите деца. Можеби не требало толку да штедите, требало да бидете подарежливи, можеби требало повеќе да помогнете финансиски за нешто, или да им купите конкретно некоја работа што ја сакале, а не сте им ја дозволиле. Такви некои обвинувања ќе се случуваат во вашиот живот за некои ситуации во месец март. Следната порака за стрелците и месец март е ситуација када вие стрелците нешто правите. Во нешто се случува во вашиот живот. Сега што е тоа нешто вие знаете, јас не знам за сите поединечно, за некои од вас вие нешто работите некаде, нешто. За други од вас вие сте во некоја ситуација во домот и семејството. Вие сте во некоја ситуација на работа, можеби, или било каде. Но оваа ситуација, за да ја препознаете, е ситуација када и не ви е баш лесно. И само овде вие многу вложувате напор за сето ова да се одвива како што треба и за сето ова да се одржи. Вие премногу вложувате напор и сила и понекогаш мислите дека сте при крај на вашите сили ова сето да се заврши, но не се откажувате зашто или не можете или не смеете или едноставно не сакате. И сега во месец март, конкретно за оваа ситуација каде што многу се давате себе си, нешто се случува, нешто ново. Ако за некој од вас не е ново, тогаш е исполнување на целите. Може еве некој проект, некоја задача на работа, ако нешто вие правите, но неочекувано ќе се заврши сето ова и вие ќе го остварите. Неочекувано што мислите дека ова ќе трае долго, ќе се мачите вие уште долго врска со ова, меѓутоа нешто кажав се случува, ќе се оствари и вие ќе бидете многу среќни и исполнети. За некој од вас пак е ситуација што ќе се случи нова и ќе ви даде можност да ги остварите целите, да остварите тоа што треба да го остварите, а е претешко за вас. За некои други пак од вас стрелци, ова е за мајките, за тие што сте во блажена состојба, можеби сте во последното тромесечие и така малку ќе се чувствувате дека ви е тешко, ви е напорно, кога ќе дојде крајот. Меѓутоа, ова тромесечие ќе биде најубавото тромесечие. Да, тешко, напорно, последните месеци нели се најтешки, меѓутоа при крајот на ова тромесечие веќе бидете најсреќните луѓе на оваа планета. Очекувајте го тој миг, не размислувајте на тешкотите, размислувајте на оно што допрва треба да се случи во вашиот живот, на членот кој доаѓа во вашиот живот, затоа што животот ќе ви се смени, ќе ви се смени тотално. Животот за вас ќе биде и на неверојатна благосостојба. Значи, доаѓаат прекрасни мигови, прекрасни денови, прекрасни месеци за некои од вас стрелците. А други од вас пак, каде што ова може би малку во однос на кариерата, работата, тој е дел од вашиот живот, вие каде што сте подредени, има над вас надредени и постојано нешто, некои задачи ви доделуваат, некои барања, нешто од вас се бара, нешто треба да се заврши, па и не ви е баш лесно и не очајувајте, треба да знаете дека ова сето ќе се заврши на прекрасен начин, ќе се заврши многу успешно за вас и ќе бидете многу среќни. Оваа благосостојба што ја гледам, ви опфаќаат сите стрелци, само зависи за некој од вас во едно поле од животот, а за други во друго можеби поле од животот. Следната порака за стрелците е порака за оние стрелци кои започнале нешто ново во животот
тоа ново што е, не знам, вие знаете, дали нова работа, дали почеток на нешто ново во домот, Еве јас конкретно ја гледам оваа ситуација за тие кои сте започнале нешто ново во однос на работата, професијата, кариерата. Може би нова работа, може би некои од вас сте почнале нешто, некој свој собствен бизнис и сакате да бидете свој газда и почнувате нешто, вие започнувате нешто прилично големо и сега вие се грижите за тоа како ќе ова помине пред клиентите, пред муштериите, пред другите, како тие ќе го доживеат и ќе го гледаат ова, како ќе го прифатат. Вие се грижите дали ова ќе успее на почеток прво и основно, а после се грижите и каков ќе биде впечатокот. Повеќе јас гледам дека тоа се грижите, каков ќе биде впечатокот кој ќе го оставите на другите луѓе. Не грижете се, прво да ви кажам, не грижете се, ова е нешто многу убаво, ќе донесе и успех, ќе донесе и пари. А други од вас пак, гледам дека вие се грижите таму на работно место, особено тие што сте започнале некоја нова работа, вие се грижите како ќе ве доживеат колегите. Може нова средина, нови лица и вие се грижите како ќе ве доживеат. Јас гледам, чувствувам дека некои од вас стрелците толку многу сакате да се допаднете на сите, што ова не ви дава мир, некако ментално ви исцрпува се тоа. Не можете да престанете да мислите на тоа како вие ќе бидете доживеани од другите луѓе. Не знам, може би ви значи сите да ве, меѓутоа треба знаете, сите не можат, никој не може да го доживее тоа, сите да го сакаат. И не е во ред, нели? Но вие едноставно не можете да престанете да се грижите. Дури сега некои од вас стрелци дури очекувате вие да ве гледаат некако возвишено сите, да ве гледаат, не знам, со восхит, да ве гледаат, не знам, ете, може би има некои од вас кои мислите дека така треба другите да ве доживеат, иако се заслужиле, може и ќе ве доживеат и е така. Но јас гледам само грижи како другите луѓе ќе ве доживеат овој месец. Ако се вратиме на првата порака, пошто јас сега гледам дека првата порака беше посебено за жените стрелци, дека вие ќе зрачите со некој магнетизам и харизма, значи не грижете се, секако ќе бидете доживеани прекрасно. Последната порака за вас стрелците е една ситуација каде вие од нешто сте повредени, навредени или некој нешто во вашиот живот ве боли. Ве боли некоја ситуација, нешто што завршило како што не треба или нешто што се одвива како што вие не сакате. И јас гледам дека некои стрелци болката ја лечите со игнорирање на реалноста. Вие мислите дека така ќе заборавите нова и така ќе помине се со тоа што ќе игнорирате реалноста и се влегувате во некои ваши фантазии, илузии и окей, супер, ако тоа ви помага, одлично. Влезете во тој ваш свет одредено време, заборавате на се што ве повредило и се окей. Меѓутоа, немој да дозволите тоа да биде константно и тоа да биде единственото нешто, затоа што ако го применувате тоа, сакам да ви кажам дека ќе се повторува. Многу ќе се повторува во вашиот живот. Затоа, доколку од време на време го користите овој метод на заборавање, јас се надевам дека нема овде такви стрелци кои сакаат само да ја затапат болката со некакви, не знам, антидепресиви или не знам, може нешто уште потешко за поднесување, затоа што во тој случај вие кога ќе помине дејството на тоа што го правите, повторно се враќате во реалноста и едноставно не го решавате проблемот. Затоа
пробајте да се соочите со ова што ве боли, со ова што ве повредува. Пробајте да се соочите и ако се соочите, ви ветувам, Таротот ви ветува дека ќе најдете решение. Решението е пред вас, вие само не можете да го видите затоа што сте во некакви илузии и фантазии. Некои од вас стрелци пак не можете да видите затоа што живеете во ваш некој свет кој сами сте си го створиле, сте го креирале. Ова не е одлика на стрелците, меѓутоа ви се случува периодов и живеете во тој ваш свет и не гледате дека некои луѓе не се добри за вас, не се добри да бидат во ваша средина, не се добри да бидат обкружени со не се добри да бидат во вашиот живот едноставно. И јас се надевам дека што поскоро вие ќе излезете од тој ваш магичен свет, илузорен свет и ќе сватите реалноста, ќе ја согледате и ќе се тргнете на време пред да биде уште полошо. Ништо лошо, ништо толку страшно и трагично овде нема, меѓутоа јас само гледам ситуации кои во вашиот живот или не можат да се решат заради вашето игнорирање, или не можат да се решат заради тоа што сакате вие да не ги гледате такви си, гледате со ваши некои розови очила и ќе се повторуваат се додека не се соочите. Може би некој од вас ми се случила некаква неправда, ве повредило тоа нешто и сега само си фантазирате како би било кога би било. Завршено е тоа, се случило. Ако можете, најдете начин како да го пребродите, ако не, верувајте дека со постојано повторување во вашата глава само правите тоа да се случува секој ден. Е завршено некаде во минатото, а вие не го оставате тоа да заврши, едноставно дозволувате секој ден да се повторува само во вашите мисли. И, драги стрелци, тоа е тоа за сега, а ние се слушаме во следното видео. Чао, чао!